као ние ќе станеме светска сила, ама тоа као вие западњаците малце ги омаловажуваат. Чекај, ова збориш у 70-тите? 76-та ова интервјуто. Мислев... И од тука Картер го гледа тој, така, да. почнуваат Да. со целата работа да ја прават. Смрт за Америка, таму пропаганди ово она, го менјаат, тој Хомейни доаѓа и тој е диктатор, жени не сме голо рамо, не сме ова, не сме она, ги линчува, ги пука, ги убива и прави една диктатура одвратна и го брастура цело општество. Ненормално А ми е Иран е тоа, многу човече. богата земја кај што паралелно можеш да идеш на зимување и летување во истата држава. Од запад шема било како што е на Аспен Да. и компанија да одат во Иран на зимување. Летувалиште многу добро. Да отвориш ти Иран 60 години на плажа, жените се со бикини понапред Да, бе, да, што се кај нас. Да. И пропаганда од запад им се дешава што им се дешава и сега се И сега се вратени у 5 век. у 5 век, да. Вака ги враќаат. Што не им се свиѓа на кај одат, стануваат светска сила, дури овој малци арогантен, знаеш како. Кат татке бе. Тоа ми е ненормално. Колку Со едно интервју. и не сам, например, како надворешен наблюдувач, многу Као лесно зашто? можеш да потпаднеш да си кажеш, Да. тоа таму се дешава, а Да. тоа сегде може да се случи. Чек, бе, може. Ова Book Club, ама како филмче беше. Тем филмче. Тргна, викам, што ќе запишувам? Јас знаев. Глава ми е више и како читаш, односно слушаш, го пронаоѓаш PBD. Сега тие што гледате прв пат од овој автор, трета книга поред, ја што ја давам. И ај малце контакт. Цел беше за оваа книгата за да стигнеме до оваа. Намерно ги дав првите две од него. Да. Зашто оваа беше трета и која дав првата, оваа беше ја имав јас pre-ordered. И релиз дейт беше некој декември. На 24-та? да, на академи. Многу е нова, неколку месеци. Да, уствари на крај стана јасно. Ноември или декември, а ја више pre-ordered имав, не знам, од октомври. На Audible има месец ден унапред и само ти стига мејлче у лајбрери ти е книгата што ја pre-orderна. И топ и ми текна тогаш. И затоа ги дав, и сме веќе март месец. Тогаш ти текна за трите. Трите. И сега за оваа да биде трета, мораше првите две за да има целина, нели? И ова е прва фикција книга што ти ја предлагам Стварно, да. и што ја бирам да читам, можеби ever, не ми текнува. Фикшн, кој знае. Па Асимов? Та ти Да, ми јас ти ја. Не, јас да изберам доброволно, не ми текнува. Сам вака, да зами фикција да прочитам. Не. Али ова интересно ми беше многу, зашо си го пронаоѓаш авторот многу често низ неизе. И буквално е као пола автобиографска кроз некој ликче, друго батенце. Сега, ќе ја прераскажеме ние. Ти имаше очекувања дека Ептен го пратиш PBD, знаеше и све за него. Значи, ти си знаеше малце што да очекуваш од книгата. Да, зашто на пред една епизода, не знам на кој подкаст беше, си ја најавуваше книгата. Имаше као, hey guys, излезе The Academy, прочитајте ја, 13 години ga пишувам, фикција е, Да. се работи за лик и на кратко објасни, што е малку изгубен, татко му е сомнително погинат, Значи убиен. он го даде оно Даде контекст. бек каверот. Плотот, да. Плотот. Да, без твистот. Па ти Ептен си знаел што да очекуваш. Да. Ја, прво почнав да ја слушам и викам, чекај, многу ми е далеко. Ќе заборавам све. Пред 2,5 месеца почнав да ја слушам. Еден чаптер и слушав, па прекинав, викам, чекај, многу е далеко. Па ја гледав епизодава што ми излезе, ми најави, јас знаев почетокот. Со моторот, со гробот, со ова, со она, со тој рандом човекот. Тој да го знаев до тука и он продолжи. Понатака ќе отиде на академијата, каде што ќе може, што ќе има да дебатираат Тупак со Ајнштајн и тие работи. А тоа PBD ствари има слика една. Си сака он така, си нарачува слики. И за подароци ги дава. Пример, на Том Брейди се сеќаваш каква му поклоне? Не, на Роган знам која му донесе еден куп ствари. Му даде, им секогаш носи
поклони што мисли дека им значат. Да. Микрофон од некој комичар беше, заборев од кој. Кај што пишувал некој први тетрадки со шали, исто некој друг комичар, што би му значело на тој човек. Јаки поклони, Ептен, да, така свагол. Он има слика у старите Valuetainment видеа, кај него канцеларија седи, огромна е, тие како се вика 3x3, не знам како е, огромна, кукудзит. Огромна, кој ти кажам, кукудзит позади мене замислија. И е он, како седи тука, Тупак со Мартин Лутер Кинг нешто се објаснуваат, како татко му е на страна, Ајртон Сена се објаснува со Ајнштајн, као сите негови херои, мислители, филозофи. Таму е нарачана слика? Нарачана му е, да. Значи, тоа си се негови ликови, да, он што си негова ги... замисла и сакам вака да ми ги поставиш и некој има нацртано. На Том Бреди му направи исто многу добра, со 7-те прстени, па со млад, па со символика, многу интересно. Шо човек е тој пиви? Така, знаеш, навлага малце у корти влага, не е туку така. Се потрудил, се гледа, знаеш. Она баш има детајчки. Да, збориме ова. Да, за сликава, зашто он најави ки има агрегат, односно еден Волт, а Волт конференц прави нели да, се подкастот. Волт, да. Да, Valuetainment логото е лавот што е на Академи. Волтот позади. Да, ствари на каналот нивни, тоа е логото, е тој лав. Да. Нели со тетовираната слика, ако трейлерот на почеток на подкаст има еден дечко пред да турка санка со истетовирано? Не сум заприметил. Тој е тој еден Марио што порано го снимаше, тој сега му води некој дел од фирмата, тој 100 милиона, што се вика да. Тој Марио има истетовирано Valuetainment, што PBD му има даено шанса, го има откажано од алкохол, му има ветено да не пие. Дојдете заедно со мене, ќе правиме YouTube канал, снимајме. И не ми даде да зборам за политика. Знам. Ова дали у претходната книга го спомна? Сигурно. Да, ова му е спомнато, да. Има неколку од алкохол што така ги има. Да. Као бира, или ќе пиеш или не разговараме с ти. Да. И тоа е тоа. Те сакам, ама не сакам да пиеш алкохол и така им помага, знаеш. Мојаветов е, значи ти и ја имаше почнато, ама си ја пушти да, и кој викам што интересно ќе биде ова. И баш е као sci-fi трилер, ама не е толку sci-fi, ама е биографски. Да, така баш филм. Лимонада sci-fi. Филм. Лесен, не е ништо комплициран. Ја ништо не знаев. Не Асимов. Освен PBD Fiction. И ти ми го кажаш минатиот месец. Ја на Kindle, не на Audible, на Kindle ја симнав. И тој многу јако ги имитираше, друг ја чита. Добар е тој што чита, гласови имитира различни карактери или кој. Ги интерпретира. Појма немам како беше на Audible. Што нели на Audible има ликчиња што професија име читаат книги, го најмуваш. Посебно најнови верзии што искачаат од книги. Има 5 батиња што се Ептен влагаат више у аудио. Да. Некои имаат и аудио ефекти веќе книги, ептен некако како филм да слушаш. Како да филм да слушаш. Не, ја на Kindle си ја нарачав. Пред месец дена. И сикам, добро, Fiction, PBD, ај баш да видам што. Почињање и сваќам дека, окей, ова е од оние типови на книги што се прелесни за читање, такви, затоа што е фикција, затоа што е лајт, а јас и знам дека ненормално брзо можам да читам такви книги. Што да, не барат note-taking, што не барат да мислам сега ја тука има филозофии да навлагам. Ја па си направив пред месец дена, го видов тоа и си реков не, ќе завршам за 2 дена и ќе заборам. Да. И буквално завчера ја почнав и сабајлева завршив. Исто јас денес ја завршив. Да. Така што свежа ми е ми беше, дури слушав онак. И искуството ми е баш такво. Ко изгледан филм. Таков акција, не акција, трилерче не малце. Не Mission Impossible малце, такво. Не, немаат изводи од патики. Да. Али ако го пратиш, ќе ти биде интересно, зашто као целата негова глава е изфрлена. Ептен очигледно, главниот лик Ашур, да, Апла, PBD, детство. И пази што се дешава. Мене тоа со многу убав момент у книгата ми беше приказната за Иран. Нешто имав ја од порано, нешто што сум слушнал за Иран.
И сега, ја едва чекав тие делови од книгата кои ќе доат. Значи, сега да подобјаснам, нели раскажува он дејство, нешто, ама во самото дејство, како се навраќа на некои сеќавања. Последните, сега извини дека Audible беше, последните 5 минути од секој чаптер беше како стигнал он до дека да умре така татко му. беше? Да. Тера, Ти на- например, сега дејството и пример 20 минути е чаптер, сега у аудио ти кажу. Се 15 ој наеднаш се префрла? И ти се менјаше некако звукот? Не. Како знаеше дека... Па почнал со мајка му да збори. Да. And then Да. his mother. И окей. Некај 2-3 чаптер. И викам, задните 5 минути. Паралелна приказна. Паралелна приказна. Значи почнува таа од точка А и вози нанапред. И сега некој тука малце поназад. Многу по... Да, сега ти дознаеш на почетокот дека татко му е умрен, нели, од сомнителни околности, кои што не знаат како баш точно. На гробот тој оди, некој рандом човек тука му прави муабет, знае кој го знае татко, се овој му е чудно малце, знаеш, као ние на филмовите. И овој као добро, си оди дома, на мајка му и кажува, се кара и се сваќаш дека има Да. малце зезнат живот, дека е луд цело време angry, знаеш, збунет тинејџер, дека 18 годишно дете. И тука гледаш татко му го снемува клучен дел од животот. Мајка му као ја представуваат на алкохол фрлена, као татко ја научил да пие, па он прекинал, па после и сега А малце тие ствари токсично не му му е се дом. вистински. Тие не Тоа се. не му е тако животот него. Не. Жив е татко му. Татко му е жив, мајка му е жив. Да. Со него живеат 20 Поштува сега? ептен, нема он такви фамилиарни Нема. проблеми. Не, али дека Ама неговите се делот со карале, Иран, делот со Иран е вистина и дека мајка му плюка по капитализам, а татко му по комунизам, тоа е вистина. аха! Татко му, вика, дома имав, татко ми прокапитализам, као сиромашните се мрзливи, заслужи Татко му. си го, таткото тоа мислим го има, а од друга страна мајка му е као богатите се алчни и лоши луѓе. И ептен на социолог, на И е на социјално. комунизам е, да. Како кажеш, државата Социјално така. општество. А ово е као не бе сам створи си го, зашо да не? Као избори се. И ово е цел живот меѓу тие две. И тоа е точно. дека се тогаш, караат, тогаш расправаат. овие се само драматургирани Малце ликови се, у да. книгата. Мајка му не е пијаница. Да. Татко му Ама жив, нели? ставовите се тие. Ставовите се тие, Па е фамилиите. птен, човече, биографија, значи, дека мене ми беше делот со Иран кога го раскажува, после више на пола, многу ме завлече тој дел, оти стварно ми е како дупка узнаење за Иран. Па на Five Moves ја имаш тој, поише за тоа му се осврнува на тоа. На Па почеток. што знам, ова беше Кога бега покако со приказна. бомбите. Не, ама не, тоа ми е јасно, ама Аха. она со шах, со како нели у Сега ќе раскажам 70. за кратко како се десило. Па ја отворив да отвори. читам историја после. Да, што Иран до 76-та мислам, Тоа ме завлече мене многу. многу добра држава, И многу тоа добра. сакав да посочам дека книгава ја не знаев колку е фикција тој дел. Не, вистина. И искача дека е Одадоше е 100% тоа. одадоша историја. Да, историски И факт. за да си се уверам дека е така, Интервјуто го гледаше со- престанав со книгата, отидов Википедија, отидов историја, овоно, ликовите, име, презиме, годините, движењата, револуцијата, се. И викам, кул, окей. Свраќам ја да читам и после он на крај објаснува уствари не само дека е вистина, интервјуирање луѓе Да бе. на Иран. Некои си премиер ли, Он заменик. го имаше синот на Шато. Да, Го интервјураше. Као он ке треба наследник, да бе. тоа ми Тоша беше многу дава јак дел. На CNN репортер интервју или на BBC, некој од или на британците или на американците. Доаѓаат во Иран и као ајде интервју со лидерот на Иран. Се вика Ша кај нив. Да. И така е титулата. Председател крал кај нив Ша. Тоа е Ша, тоа е да, главниот, така да, се вика. Не е да. крал Ша. Така е титулата. И да Ша, главниот, дава интервју. И малку со подсмев према Западот, односно Европа, као ние ќе станеме светска сила, ама тоа као вие западњаците малци ги омаловажуваат. Чекај, ова збориш у 70-тите? 76-та ова интервјуто. Мислев... И од тука Картер го гледа тој, Така, да. почнуваат Да. со целата работа да ја прават. Смрт за Америка, таму пропаганди ово она, го менјаат тој Хомейни доаѓа
И тој е диктатор, жени не сме голо рамо, не сме ова, не сме она, ги линчува, ги пука, ги убива и прави една диктатура одвратна и го брастура цело општество. Ненормално. А Иран е тоа, многу човече. богата земја кај што паралелно можеш да идеш на зимување и летување во истата држава. Од запад шема било како што е на Аспен и компанија да одат во Иран на зимување. Летувалиште многу добро. Да отвориш ти Иран 60 години на плажа, жените се со бикини понапред Да, се бе, него да, сеа, да. што се кај нас. Да. И пропаганда од запад им се дешава што им се дешава и сега се И сега се вратени у 5 век. у 5 век, да. Вака ги враќа. Што не им се свиѓа на кај одат, стануваат светска сила, дури овој малци арогантен, знаеш, како, кат татке, бе, Тоа ми е ненормално. Колку Со едно интервју. и не сам, например, како надворешен наблюдувач, многу Као лесно зашто? можеш да потпаднеш да си кажеш, Да. тоа таму се дешава, а Да. тоа сегде може да се случи. Сегде, бе, може. Тука, Како секоја империја што падна. сегде, секое такво општество, На вака Америка им се деси неприметно. катачо. Која нација нема паднат. Сите слободи што ние сега си ги живееме, па Може уште и за некои се 20 години бунат да и не. мислат дека немаме слободи. Да. Не виделе немање слобода. Буквално. И многу лесно може се деси, ако се нафураат. Сега искачаат интервјуа кај Такер Карлсон има тој со бела коса за Југославија. А, да, Цел план. да, Зашто е бомбардиран Белград Го гледав 98. го гледав тоа. Да си отвара тоне И бази. сега го гледаш тоа и ти вика, бе, моравме да измислиме ние нешто таму. Кажеш као шах, ти живееш тука. Играчки би играчки. И тие и се ние се мразиме со нема врската те подпалат. Словенци, босанци, срби, хрвати е подпалено таму, има цели документарци се. Ти Моравме знаеш да ги- зашто Станува малце силна државата и не им одговара. читајќи ја книгава и сега го замислувам PBD. И како го раскажува ова и сикам, чекаме малце. Многу е про Америка, ја исто. Ако е ова вистина, тогаш многу осетлива тема чепка. PBD како човек. Он секојаш чепката осетливи. Им сега и книга ке пишува у сред фиктивна приказна, он вметнува историски факти и сега сикам, чекай, овако се факти ова, он многу осетливи точки пипа, као, знаеш, си осетив да не си ризикува PBD лично за себе, Ама не е прв пат тоа. да не чепка нешто што не треба и после, уствари, не знам, тоа е некако воспоставена Он историја. го кажува како што се фактите, не лаже. Иако и ден денес ти можеш да осетиш остатоци од пропагандата, Да бе. како Западот има направено замачкана слика за Иран, Терористи. терористи, Тоа. а они Врска. најнапредна држава на Middle времето. И се, а сега па се стварно тоа што сакале. Значи не знам, многу ми е Ирак со Садам Хусейн исто. Weapons of Mass Destruction, врска немање ти една бомба, нема ли не па нуклеарка. Ама искачат после 20 години ти информации кои е касно више. Све ќе се зарати таму оружје да ги се продаде, минералите ќе се земат што добро да треба. денес Иран како е. Не знам, не сум. Уште, ама ја А уште беше мислам дека се катастрофа, ти такви. текнува кога искача. Сигурно не се назад у Назад. купачи на плажа. Не се. Не се назад у пети тоа век. време. У 5 век се назад. Уште се така, ќе Да. те со камења. Да, имаше едно време некоја таква група милитантска превземано е уште поригорозно. Со убивање зашто марамата и паднала до пола глава, косата и се видела врр и убиваат на улица така. Многу лошо, многу. Многу. И сега се вратиме на книга уствари. Тој дел е точен, да. И сега Ашер Јонин е детето, главниот лик во приказната. И сега него го пратиме. Патешествието и нели е малце проблематичен дечко со нестабилно Крај на средно нешто така. household, да, четврта средно, таму више треба да си го бара патот, со мајка му се кара цело време и доаѓа на момент кај што завршувам ја и си одам од овдека. Работи у некое место како шанке, келнер, ресторанче и се гледа со едно девојче од школото што татко е многу строг. Они се као заљубени, ја зима со мотор, каци га и става, се кријат едно друго. И му е единствена подршка, единствено го разбира у целава ситуација. И он решен ќе дава отказ, готово. И иде да даде отказ и земе чекот. Слушаат покотници, нели, и као зирка што се дешава, стално на татко му пиштолот си го носи у себе, иако не е наполнет, никогаш празен. Да, Ама две тоа ствари му е- има од татко му, спомен. пиштолот и моторот. Да.
И као тој од тие интересно беше као класични. Јас те направив, сега ги си одиш тетка мене. Тој да. тип газди. Интересно.